А Ирлија работа? Нема ли да ме поздравиш? Не, Хајати, нема да те поздравам. Не е убаво вака да се однесуваш со муштериите. Го сакам најубавото цвеќе што го имаш, девојко. Сите се пред тебе. Одбери си кој го сакаш. Реков најубавото, Јарен. Најубавото. Тоа цвеќе е моје и само моје, Хајати. Тука нема ништо за тебе. Ти ли одлучуваш за тоа, бе? Не, јас одлучувам, Хајати. Оха. Друга рај, оди си, да не правиме проблеми. Ќе може вака убаво да го решиме ова? Ајде, оди си те молам, ајде, не те гледам, ајде. Не се мешај, бе, Осман. Што се мешаш ти овде сега? Не ли ти кажам? Да не и се приближуваш на ќерка ми. Него ти кажам, сега ќе видиш. Немој, тато. Што не ли ги цвеќињата? Коме ќе се Махмутама, ништо не направи, бе. Осман, мора да дојдеш со нас. Каде? Ајде, Чекај, ајде, тргај со нас. полицајцу, застанете, бе, ништо немам направено, навистина се колнам дека ништо немам направено. Тоа на обвинителот кажувај му го. Грешите, верувајте ми. Еве види го каков нечестник е. Кој знае чија душа е изгорел. Добивме одобрение за изградба на стадионот во Казахстан. Одлично. Значи почнуваме така. Да, ама имаат една молба. Сакаат и ти да бидеш дел од главниот состанок. Кога? Следната недела. Не ми се оди во Казахстан. Навистина. Молам си, Бело. Љубов, како си? Добро. На состанок сум. Добро, Душо. Љубов, ке вечераме ли заедно? Посакав да те подсетам. Може. Ќе зборуваме одново прик вечер. Морам сега да исклучам. Во ред, Душо. Се гледаме. Па, деца, што е множител? Да се подсетиме. Кој сака да не подсети, прстите горе. Еве, Джан. Нека биде позитивен број. Ако земеме два позитивни броја и ги помножиме, се добива збир од множители. Остави, не сакам. Да, ќе го светнам. Многу ти благодарам. Немој дете, тргни се од тука. Добро, не ти ја изјадов колата, безобразен. Мемо, ајде на утакмица. Трчај. Ете така, браво, ете така. Почувствував. Почекам, браво, повлече, браво. Ама ова е мала риба. Да, Да ја оставиме малку да порасне. може, да ја оставиме. Ајде пак. Да, може би има мајка, која ја бара. Понекогаш си велам, да беше мајка ми жива, исто како мајките на пријателите. Кога умре, далеку беше, така дедо? Да, во странство. Тешко е да си без мајка. Ајде да одиме. Почна да дува. Да одиме. Мемо, ајде, додај. Мемо, додај топката, Мемо. Ајде. Аха. Дај ми мене, подај мене. Ајде, Мемо, трчај. Убаво е вака да си играш. Мемо, Мемо, подавај, ајде. Мемо, ајде. Гол! Браво, Мемо, гол!
ти си најдобар. Убаво е вака да си играш. Да не кажа нешто? Не. Добро бе, без потреба галамите. Што зборуваш бе, магаре? Е, ти си магаре. Не ви беа доволни головите. Сега ќотек сакате? Е, сега ќе видиш кој ќе јаде ќотек. Мемо! Готов си, сега ќе те фатам. Доаѓај ваму! Трчај, глумец! Трчај, трчај! Мемо бе, дојди ваму, дојди, застани! Ајде, ајде! Ај, во бесрега, Сакај ти туку беше? глава си ми. Ах, само ако те фатам, ќе видиш што ќе те снајде. Мамо! Што се случува? Што е? Сега си готов, готов си, ќе те фатам. Ќе видиш љубава, ќе видиш. Доста, ајде, право дома. Ке те кажам на мајка ти. А ти што стори сега? Ништо не сторив, мамо. Сами одвлегува во филм. Таков е бедер. Е, ајде ти да си ги измиеш рацете сега. Ке ти направам јадење. Го видели Вујче? Внатре. Вујче! Не, сине. Не тука внатре. На другото место. Па каде е тогаш? Јасно ми е, во затвора. Што сторил сега? Што сторил? Ти реков да си ги измиеш рацете, ајде. Треба да јадеш, ајде. Мелек, затвори ја чешмата. Ох, како да немам друга работа, ќе му објаснувам сега. Не сакам да слуша. Ја зема шапката во рака и хокус покус викаш. Вака правиш, але оп. Добро. Сега во раката имаме разнобојни марамчиња. Вртиш малку со нив и ги ставаш во садот. Го ставаш капакот и јалоп. Го земаш марамчето во рака. Полека го ставаш во дланката. Се додека убаво не го напикаш внатре. Хокус покус и го нема. Значи исчезна. Ајде, бутни го подлабоко. Го ставив, ама тука е уште. Ајде да. Како? Ајде. Оп, ето. Не успеа да ја научиш финтата, бе, не успеа. Учам ме пати што да направам, полека. Ќерко, нему да ме полудуваш. Јас не те израснав за да те дадам на тој нечестник. Јас никогаш не се преженик по смртта на твојата мајка, само за да не живееш со маќа. Тато, јас знам дека е тоа така. Јас нема да можам тебе да ти се одолжам. Ама јас... Ама што? Ама што? Што? Ама јас многу го сакам Осман, тато. Ќерко, очигледно е дека ќе ме направиш ти убиец. Тато, не вели така, те молам. Не за друго, ќе ме направиш убиец, а со тоа ќе го увредиш Осман, кој не вреди ни грош, а јас ќе скапам во затвор, затоа тагувам јас. Тато, ама јас и Осман... Доста! Не сакам да го слушам името на тој човек, седа дека сум жив. Не му го спомнува името. Ти немаш ништо со тој Осман, јасно ли ти е? Пиши си го ти тоа во главата, крај, точка. Абе, не се мачи, Осман. За да направиш ваков трик, треба многу да се испотиш. Другар, и да не научам, тука не се враќам. Никогаш повеќе нема да дојдам овде. Заврши, финито, готово, на првото судење ќе ме ослободат. Што и да се случи, јас тука не се враќам. Ама ќе биде сега брзо. Ќе видите дека ќе излезам и не се враќам веќе овде. Осман, имаш посета, ајде спреми се. Ами дојде, мојте, ајде. Доаѓам, братче, доаѓам. Не прави ништо без мене. Да видам кој ме бара и ќе продолжиме. Ајде со лесно, брат. Ајде, ајде се гледаме. Се гледаме.
Јарен? Душа моја. Осман, Убавице моја. Знаеш колку те сакам. Што бараш овде? не знам. Бога ми, што ли барам овде? Навистина, јас сум виновен за се. Ти многу патиш заради мене, јасно ми е. Јас заради татко ми патам, а не заради тебе. И двајцата патиме. Тој дозна дека те уапсија. Еден куп работи ми изнакажа. Бе, мила моја, се колнам дека не сум виновен. Се колнам, пред мене се појавија напуштена кола и беше фрлена и застанав и си велам да извадам Жите нешто. Бога, не кажувај, Осман. Не сакам да слушнам. Издодеа веќе, де еднаш, де втор пат. Секој пат има некој оправдување. Нека заврши веќе ова, само нека заврши. Ако не нам, ке не дојде крајот, Осман. Вака повеќе не бидува. Нема шанси вака да продолжиме. Разбери го тоа веќе. Џан, сине, што ти е? Тато се уште не е дојден. Знаеш, Џан, татко ти е на вечера со господја Сибел. Го знаеш тоа? Да, знам. Зборувавме. Ќе ти кажам нешто. Доволно е учење за вечер. Има утакмица. Да пуштам? Би сакал да гледаме. Дедо, може би ќе ми се налутиш, но мора да кажам. Јас овде не можам да издржам. Јас не ја сакам господица Сибел. Дали доволно ја познаваш господја Сибел, Џан, а? Не ја познаваш. Не се ни трудиш да ја запознаеш. Ако се потрудиш, ќе ти се допадне. Не верувам, дедо. Не верувам. Џан го сакам како своје дете, но по се изгледа тој не може да се навикне на мене. Можно е. Може му треба време да се навикне. Токму затоа треба почесто да се гледаме. Така е. Не можеме да се зближиме ако се гледаме толку ретко. Може би, ако живееме во иста куќа, како би било тоа? Тоа е сериозна одлука. Не знам, Џан, како би реагирал за тоа. А ти? Дали ти би сакал? За мене е важно тоа што го сака Џан. Кога станува збор за Џан, моите желби секогаш се во втор план. Разбираш ли? Да, искрен си. Директно велиш дека Џан е пред сите останати. Дури и пред мене. Или прифати или не. Знаеш каква трагедија доживеав, Сибел. Се надевам нема да ми се налутиш за мојот став. Добро утро. Добро утро. Добро утро, Чидам. Леле душа, колку си убава повторно, секој ден поубава. Ајде, мајкина. Ајде. Заедно со Чидам право на училиште и бидете внимателни. Чувај се, погледни ме, слушаш? Добро, мама. Ајде, се гледаме. До гледање, Кирко, се гледаме вече. Добро, се гледаме. Мемо, Ај, Молам. чувај ја, Чидем, кога ќе поминувате улица, држете се за рака. Добро? Не грижи се, тетка Перихан. Довидување. Дојди. За рака. А има уште многу до улицата. Ако да се бидеме на сигурно. види Слушај, љубави мајка, тие. дојде. Ќе пораснат и ќе бидат дел од животниот циклус. Не вели така. Господ е голем, може би убави денови не чекаат. Понекогаш чувствувам дека сиот живот ќе ми помине во ѓубре, Перихан. Ти нели заврши средно вонредно? Зошто не бараш друга работа ти? Јас душа имам предприемачки дух. Сама на себе газда сум си. Дали се шегуваш со мене? Дури оние со факултет не можат да најдат работа со минимална плата. Во право си. Како сум сега, добар? Бате, магионичар, изгледам добро за пред обвинителот, вака ќе помине се што треба. Добро, а сега што мислиш? Сега вака најнаивен да изгледам, а што мислиш за тоа? Тој
Твој став не ти личи, Осман. Добро, например, сигурен во себе да изгледам како да се прашувам што ворам јас таму, што е, зошто ме викнале. Или пак да глумам како да не знам што се случува, како ненормален, како се да ми е измешано. Што? Не знам што е ово, не знам зашто сум овде, не знам. Или пак да пробам сите да ги измешам одеднаш, малку да бидам како наивен, како муле, малку да бидам што е со вас, што се случува. Осман, на судење си. Добро, веднаш доаѓам. Тогаш, до гледање, братчиња, се гледаме или нема, а? Пак да ни дојдеш, Осман, ајде. Ајде, Ќе ни фалиш, братче? Не бе, вечерва тој овде ќе биде. Ќе видиш ти убаво, кога ти удраме на глава, па ќе видиш после. Ве уверувам дека ослободителна пресуда. Чао. Отвори да излезам, ајде. Мемо, што правиш тука? Ајде ќе играме фудбал. Ајде, стануве. Не бе, братче, не сакам. Што ти е? Вујче го мислам. Денес е на судење. Ајде, не грижи се за тоа. Бато Осман ке не спаси, не грижи се. Така мислиш? Секако, братче, ајде да играме. Бидир доаѓа. Трчи. Како ви оди? Добре, Како Одлично ни оди. Браво, деца. И како сте? Добро сме, учителке. Согласно со обвинението на Се обвинителот, противам. на што се противиш? На судбината, господине. Ова што ми се случува е игра на судбината, судија. Разбирате, јас мислам и се надевам дека ќе ја поништите ова игра што се игра овде. Биди сериозен. Што ќе каже за обвинението против тебе? Клевета е ова, господине судија. Клевета е, верувајте ми дека ништо не е точно од ова. Си продавал украдени автомобилски делови. Кој? Ти? Каков украден автомобил? Не се поигрувај со мене. Ама не зборувајте така, господине судија. Јас не си поигрувам. Навистина не знам, Господ нека ме казни, ама не знам, јас сум обичен купувач на стари работи. Знаете како отпад и такви работи и сите што ги фрлат. Јас одев и видов на сред улица дека стои кола. Мислам, мислам, ја видов на сред отпад и ја земав од таму. Да, судија Осман не би сторил такво нешто. Сите замолчете. Инаку ќе ви сврлам. Ајде, продолжи. Не, имам нова професија, господине судија. Јас сум магионичар, па сега ако не е проблем, би сакал да ви покажам една финта, еден трик. Еве, например, која боја е ова шамивче да видиме? Каква боја е ова шамивче? Ајде, гледате? Која боја е? Ајде да видам. Апла жолто е, така, гледате дека е жолто. Никој не те прашува која ти е новата професија. Полека малку. Сега ова шамивче ќе биде црвена боја. Погледнете, господине судија. Молчи, бе, молчи. Да не мислиш дека си во циркус, не полудувај ме. Го слушна обвинението. Ако имаш нешто да додадеш, кажи. Јас сум невин, господине судија. Ама досието не вели така. Имаш дебело досие. Па да не зборуваме за минатото, господине судија. Јас во младост направев такви работи, ама сега се заколнав на вистина дека нема да правам такви работи, се заколнав и не планирам да лажем и да се колнам. Ме разбирате, тоа не е убаво. Ќе ми се случи нешто лошо, после кој ќе биде крив? Керко, пиши. Значи да се прегледа цело досие и да се приспитаат сите докази. Девојче, што пишуваш там? Предлагаме главната расправа да се одржи на друг датум, а обвинетиот да биде пуштен и да се брани слобода. Тоа е се. Осман. Ништо не ми е. Што правиш, бе, ти биди сериозен. Се радувам за слободата, што правам? Дајдете, пак нам дојде. Изфрлете го од тука. Пријатно, господине. Уште малку јарен. Ќе бидеме заедно, ќе имаме прекрасен камбек, ќе видиш. Мори, Перихан. Не фрлај толку ги обре веќе, види лушпите до кај не стигна. Само што почнавме да грицкаме, кога ли стигна до кај вас? Да не мислиш дека јас те лажам тебе? Дојди и провери сама ако сакаш. Што е ово овде? Добар ден. Тетки, сестри, мало мое, здраво. Вујче! Осман, Вујче ми дојде! Лаву мој, лаву мој. Здраво. Добре дојде, Вујче! Добре дојде, Осман. Здраво.
Добре дојде. Добре дојде. Господ Добре да те дојде. благослови. Здраво, здраво, како си? Како е бато Селим? Има проблем со простатата? Ај, Господ, нека те казни, па тебе што ти е гале за простатата на маш ми, а? Кој прашува за мојата простата? Кој праша? А? Кој? Здраво, здраво. О, што не кажете дека Осман дошол, бе? Сопони, нека е Осман. Добре дојде, добре дојде. Благодарам, бато, благодарам, добро те најдов. Еј, зајче ли е тоа? Имаше еден магионичар во затвор и тој ми го даде. Заедно ќе работиме кога ќе излезе од затвор. Но убава Јанија се прави од тоа зајче Осман. Дај го тоа на тетка ти Неджла. Прсти ќе си излезеш. Не, братче, тоа ми е ново другарче, ново вработено другарче ми е, така да... Каква работа? Ќе отвориш фарма со зајачиња? Да, ќе одгледувам зајчиња. Види го какво е убаво, сега ќе направиме повеќе. Не бе, дадо, го нема веќе Осман старо, купуjem. Сега ќе се запознаете со Осман магионичарот, тоа ми е нова професија. Да. Ај, немој да лажеш. Не лажам, ќе видиш, не ти е срам да ми велиш дека лажам. Слушај ме, ваму треба да се грижиме за ова зајаче затоа што ќе ми помогне за тиковите. Ќе видиш, Секако ти верувам. Абе ќе видиш, ајде. Боже. Види, Џан, еве вака ќе направиш. Со овој чекор ги напаѓаш непријателите. Им даваш насока. Не разбираш ли? Ајде да те видам сега. Завршивме. Ти ќе честиш? Не, ти ќе честиш. Што мислеше? Дека играм бадијала? Да, може би ти победи тука. Јас ги убедив казахстанците, затоа ти ќе честиш. Одлично, заслужи вечера. Хајде да одиме. Бе. Нигде нема како дома, мамо. Се колнам дека нема да се повтори. Ќе видиш, се колнам во лебов што го јадам. Во светата книга се колнам дека нема веќе. Финито. Еј, во затвор открив дека имам еден нов талент. Поинаков имаше еден батко. Магионичар беше, еден куп финти ме научи. Од каде па сега тоа? Пак ли ќе лажеш некого, а? Не, мајко, никого нема да лажам, ќе видиш, готово е тоа, да ми умреш ако излажам. Молчи безобразен, да сум умрела. Немој мене да ме мешаш. Господе. Абракадабра ли ќе правиш? Така бе, внуче моја, нова професија ми е. Втора моја професија, хокус покус, де сме тука, де не сме тука. Да, уште зајаче ни фалеше. Сега и тоа имаме. Абе ти сега така велиш. Ама утре ќе одам на состанок и... Да. Ако се спогодиме, ќе почнам... Мислам дека веднаш со работа. Подготвен сум веќе да. Ајде, дај Боже, дај Боже. А ти? Зошто ти не кажуваш ништо, дадо? Кажи нешто, добро е, не е. Очекувам да излезеш од светот на фантазиите и да се вратиш во реалност, Осман. Сега ќе ти помогнам, веднаш ќе се освестиш. Чекај и гледај. Гледај, ева. Погледни ги фактуриве. Овие се за струја, ова е за вода, овие се за јадење, долг за лекови, па дури и киријата за месециве не ни е платена. 3 месеци не сме платиле ниту денар. Ме слушаш? Веднаш се враќам. Киријата треба да ја платиме, Осман. Осман, каде? Јас што ти зборувам? Застани, каде одиш сега? Даме и господа, внимание, внимание! Attention, please! Познатиот магионичар Осман сега ќе започне со неговата представа. Не пропуштајте го ова големо шоу. Дојди, батко, за истиот шоу во Париз дават по 100 лири. Така е. Внимавајте! Ако сте подготвени, почнуваме. Има ли нешто? Нема, празен е шеширот. Ама сега, затоа... го вадиме малку стапчето и правиме хокус-покус тука пред сите вас. Ете го, така е. Оп, да видиме сега што има.
Еве го нашето зајче. Чекај да видиме каде е. Када? Го нема, се разбира, избегала. Побегне зајачето. Добро, тоа беше дел од трикот, сега да не губиме концентрација. Мислам, тоа беше шега во трикот. Таков ми е стилот, еве сега ќе направиме и некој трик со карти, еве ги, опа. Браво, Джан. Ниту една нота не пропушти. Ви благодарам. Многу вежбавте. Ајде, да продолжиме тогаш. Зар не завршивме? Нели ова беше последно? Ама не ни заврши часот. Сега продолжуваме со Бетовен. А е ли работа? Дедо, каде беше? Извини, Джан, сега успеав да стигнам. Да не задосниме на закажаниот лекарски термин. На лекар ли? Да, професоре. Секако, се надевам не е нешто страшно. Не, редовна вакцинација. Вакцинација? Да, вакцинација. Дедо, зарем се вакцинираат децата на оваа возраст? Каква е таа вакцина? Моите коњи за трки треба да се вакцинираат, затоа ми текна. Ајде, одиме. Да одиме пред да им текне. Една лира, марамчиња. Една лира, само една лира. Тука се наевтини. Дадо, дали ќе купиш едно марамче? Повели, бато. Оп, ти благодарам. Дедо, ајде да одиме кај вртелешката. Знаеш дека мене ми се врти, Джан. Ти сам качи се, ајде. А? Во ред, дедо. Една лира марамче, една лира. Само една лира марамчиња. Дадо, земи една лира марамчиња. Само една. А сега каде ќе бегаш? Уф, бе. Мајко моја! Кој сте вие? Ние? Кој сме ние? Тоа си ти. Што е со мене? Види го ти него, исте како мене. Да не има огледало пред мене. Некако не ми е верно. Мајко му стара, баба ми велеше дека секој има свој близнак. Вистина било. Ти си ист како мене. И јас сум многу зачуден. И вие сте исти како мене. А зошто така зборуваш? Како? Вака некако. Како да сакаш да кивнеш, но не можеш. Молам? Како и да е. Батали. Како се викате? Господе Боже. Секако дека ти ви кажам. Се викам Мемо, а ти? Јас се викам Джан, мило ми е. И мене. Ајде, јас ки одам. Остани се здравје. До гледање. Оп, те фатив на дело. Каде ќе бегаш? Каде? Глумец! Ој! Ајде трчај! Оди по него! Ај. Види какви куќи прават луѓе вове. Од кај им се толку пари, не ми се верува, види, глупост. Брате!
Извини малку. Не, братче, јас на поминување сум. Не оди, дојди малку. Дојди да ти покажам нешто. Што да ми покажеш? Ќе ти покажам отпад, нели отпад купуваш? Ајде, дојди. Ајде, да. Кажи што имаш, бе, братче. Ајде, доаѓај. Абе, разноразни работи се случуваат на светов, братче, затоа не знам дали да влезам искрено. Да влезам тука да се паркирам. Оф. Што е ова, бе, братче? Во рајот да не сме. Се разбира. Овие се мртовци, а паднале во рајот. Таму сум, а? Еве работи, бе. Остана од реновирањето. Види, братче. Искрено, овие не се многу убави и претежно. Знаеш, на кило се продаваат, не знам колку би ти ги земал, искрено. Не објаснуве, кажуве накратко, колку даваш? Та не знам. Ако сакаш да ги земам сите, да ги тргнам, да не ти стојат овде, инаку... Ти да не си играш играчки, бе? Се разбира дека не, бе, братче, ако сакаш да ги транспортираш, знаеш колку пари ќе ти земат едно камионче да ги земе да ги однесе од овде? Брат, тај оди си, ајде не ме нервире без потреба, ајде. Добро, бе, застани. Застани, добро, еве, 110, може? 2000 ми дава, ама не ги продадов. Немам време за тебе, ајде, беги. Последна понуда, 120, ајде, дај рака и готово да биде, ајде, дај вам. Абе, ако ти ја шлапнам една, ќе видиш убаво договор. Ајде, губи се, ајде. Добра, бе, добра. Па се уплаши. Место е како рај. Овој Дибеков како од пеколот, бе. Погрешка се нашол таму. Господе Боже. Ајде. Глумец, требаше да видиш исто како мене. Ке си помислеше дека сме близнаци, но очигледно е... Тој е многу богат. Сиот сијаше и блескаше. Мемо! Ајде да одиме. Трчај! Што е сега? Твоите се скараве со сопственикот на куќата. Немам, бе, бато, немам. Немам, што да правам? Душава ќе ми ја земеш. Ако не разбираш, бе, Осман, со месеци престувате овде без да платите. Излегува, ајде. А каде би оделе, бато? Имај милост. Работава многу ја должиме. Собери ги работите. Што ви е вас, бе? Абе, собери ги. Остави ме, пушти. Пушти го тоа. Кажав сушто. Чекај, зашто што правиш? Нормален си, пушти го столицата. Остави го тоа. го, не запушти го. Остави го, пушти го. Дај ми го. Пушти го. Срам да ви. Осман, честици. Чекајте ме, луѓе, полека. Абе, беге, полека, бе. Чекај малку. Не, Чекај, остави ја столицата. Моја е. Осман, застани. Полека, бе. Молам, чекајте. Застани. Застанете, немај. Леле, застани, Нормален, не се те мојте. Боже. Еве ти. Абе, моја е. Чекај малку, абе, деца има тука. Ајде, бато. Немој. Ајде, бато, Али. Од моја куќа ме бркаш, а? Горе ке видите вие. Ај, сине. Кога треба во станица да се оди, кожата ми се ежи, мислам, нека целиот сум наежен, видиме, Зошто ли така? Како што кажав, началниче, не ми плаќаат кирија за тоа што живеат кај мене, па дури ме нападна. Погледни ми го окото на што личи. Не е вистина, тој не нападна началниче. Упадна во нашиот дом без дозвола, влезе во нашиот дом и зема да... Тоа е моја куќа, треба да си одите. Не си одиме, ајде извади не. Ете што ви кажав, гледате и самиот началниче. Тие почна началниче. Ја удрија мајка ми. Тие нас не нападна. Мебелот ни го извадија цел. Доста! Мирете се! Инаку сите ќе ме притворам. Се колнам дека ние не сме виновни, началниче. Не бркајте на од дома. Јас работам, собирам хартија и продавам марамчиња. Па дури и вода. И мајка ми работи. Војко ми само што излезе од затвор. Добро, тоа не е важно сега, искрено. И тој работи, честно работи. Откупува отпад. И магионичара. Ке си ја платиме киријата. Само не бркај нечичко, началниче. Не бркајте на од дома. Јас имам стара баба. Имам и мало братче. Добре, немој да бидеш тажен, ќе средиме се. Ова се мајка ти и татко ти? Не, Војко сум му јас намалиот. Јас сум му мајка. Јас немам татко. Примете сочувство. Не, умрен, ама...
Види, брате, во ред може би ти си собственикот и тие не ја платиле закупнината. Може би ти си во право, но ти не си судија. Ти не смееш на своја глава да решаваш да ги бркаш. Ама, началниче... Не си ни извршител. Не смееш да ги фрлиш пред врата личните работи на луѓето. Јасно ли ти е? Јасно ми е. Ако не ми ги дадат парите, што тогаш? Ама ќе платиме, началниче. Се колнам дека ќе платиме, ти ветувам. Добро, ајде, добро. Немој да должите веќе, ајде. Добро ли? Се разбира, готово договорено. Началниче, овие нема да ми платат, верувајте ми, се колнам дека нема да ми платат. Ако не платат, ќе се пожелиш кај што треба. Не бива ти да им тропаш на врата како арамбаш. Ако пак направиш така, ќе те пратам на судија. Голем човек си ти, началнику. Да ти бакнам рака. Не сакам, ајде. Ајде, одете. Јарен! Абе, Јарен, отвори го прозорот, ќе го скршам. Што бараш ти тука, а? Ништо. Малку на воздух ете. А зашто баш тука, а, Осман? Нема ли друго место за воздух, а? Не, бато хамди дека овде се меша воздухот од Црно море и Мраморно море и затоа дојдов тука, сакав коктел да направам некако од воздухот да убаво да го вдишам. Внимавај, само лошо да не ти дојде, а? Нема, бато, навикнат сум јас. Зема ли воздух? Да. Е, па штом зема, ајде. Се разбира. Осман, имам очи како на сокол, знаеш? Добро, бато, ќе си одам јас, не се грижи ти, ајде. Осман, што правиш ти? Татко ми е дома. Што да правам, душо, сакав да те видам, ете. Ти не достигав ли? Навистина ми не достигаш. Цел ден мислам на тебе, ми веруваш? Горам целиот, верувај, денес на помош ми беше цела противпожарна екипа од Истанбул, хеликоптери, летаа по небото, ама никако не можеа да го изгаснат пожарот што гори во мене. Ета, така се чувствувам цел ден. Ај, љубов моја. Љубов моја, дојди да те пакнавам. Еј, Осман, што бараш ти тука? Нечестник еден! Не, бато, погрешно ме имаш разбрано. Поминував од тука и се лизнав и паднав секундам. Чекај таму, сега ќе дојдам, сега. Осман, внимавај. Љубов моја, не се откажувам. Да знаеш, пак ќе дојдам и татко ти, и кој сака нека излезе, ама не се откажувам. Осман, бегај брзо, ајде, бегај. Абе, еј, што бе, мислиш ќе ме зафркнеш ли, а? Абе, знаев дека матиш нешто, бе, море. Абе, не смеш да одиш, слушаш? Бато, остави ме жити, Бога, бато. На дело те фатив, ало? Бато, држи го, нечестникот, Ханди, држи го, сега ќе го убијам. Држи го, сега ќе го убијам. Абе, бато Махмуд. Трни се ти. Немој. Те молам. Стој, застани. Ете, гледаш ли, мамо? Стави чај, доаѓам рече и никаде го нема. Мелек! Што е, Перихан? Трчај, жено! Бато Махмуд ќе го убие Осман! Што? Осман, ме остани со читам. А зошто јас да го пропуштам ова? Ќе те фатам јас, ќе те стигнам. Бато, те молам, немој, те молам. Бато, жити ме, не застани. Немој, те молам. Тато? Остави ме. Ханди, тргни се. Колки рацете. Те колнам во Бога, Ханди, тргни се. Бато Махмуд, слушај ме, бе, те молам, ништо не направив, навистина. Тато, остави го, ајде, ништо лошо не сторил. Ти влези внатре. Јас знам како дише. Тој не вреди ни скршен денар. Оставете ме, јас ќе го убијам. Бато, жити мене, смири се, бато, те молам, дај ми ја пушката, ајде, смири се, готово, заврши се, ајде. Тргнете ми се од глава, мора да умре. Боже, забрането е на улица да се поминува. Види го што зборува, безобразен еден. Не сакам да те видам повеќе. Не ли ти кажам дека не сакам да те гледам со Јарен? Осман,
Осман, што се случи? Бато, немој бе. Ај, бато Махмуд, остави го. Жити Бога, остави го, те молам, немој. Не можете никој да не разделите, нас се сакаме и нема да ни бидете пречка. За раци ќе го задавам. Не пуштете ме, пуштете ме. Ќе му го извадам грклано. Нема да го задавиш, вујко ми. Мемо, ти да Мојот молчиш. вујко е посилен. Доста. Доста бе! Ај! Бато Махмуд, се колнам дека Осман има сериозна намера, смири се. Махмуд, види, младите се сакале, те молам, застани, немој, ајде. Господ да те благослови тебе. Абе, што се случува тука? Што се случува? Бегај, бегај. Махмуд, ајде, оспи вечера. Утре смирено ќе разговараме. Јас повеќе нема за што да зборувам, Мухтаре. Добро, Махмуд, добро. Ама вака не се решаваат работиве. Ајде, одете си. Ајде, Махмуд. Види вамо, последен пат ти кажувам, Осман, подалеку од керка ми. Ме разбрали? Реков, утре ќе зборуваме. Ајде, Махмуд, ајде, ајде. Вие другите, одете си. Ајде. Ајде, Осман, ајде ти. Ајде, ајде сите, ајде одете, ајде, одете си, готово, заврши караница. Добро сте сите. Ворете се, така. А ти добар ли си? Заврши да си одиме, ајде. Добро, чекај. Да не одиме веднаш, почекај. Чекај, застани си, на. Луѓето се дојдени за поправка. Нека не почекаат, ке дојдеме. Боже, боже, ова ти било палата, бе. Голема палата. Што велиш ти? И тоа каква? Абе, братче, си видел ли ти ваква куќа, а? Си се возел ли ти во животот со ваква кола? Не сум се возел. Нема ни да се возиш. Тоа никош не се знае. Господ да те казни, навистина си глупав, глупав. Што се случува овде? Каква е таа галама? Простете ми, глупавиот ја шутна топката и стаклото се... Зошто си играте овде со топка, а? Овде дојдовте фудбал ли да играте? Добро, Алтан, добро, не сакајки било. Ајде ти со дедо да одиме. Сега треба да најдеме стаклар. Каде најдам стаклар? Ајде со мене, ајде. Поправката која што треба да направите се наоѓа долу, тука. Ајде. Ајде, побрзо. Што направивте? Имаме мал проблем, ама ќе завршиме. Сега ќе завршиме. Што сторите, мало? Не спасеш! Излегувај! Господје Мелека, ќе треба веднаш да оперираме цистата во градот. Мора да се направи операција, не може поинаку да... Да, и примерокот од операцијата ќе го испратиме на патологија. Имам еден предлог. Викендов да одиме во странство. Париз, Рим, каде и да посакаш. И тебе ќе ти дојде добро малку опуштање. Не ме разочарувајте, молам. А ако имате можност, приватна болница. Секако тоа малку повеќе чини. Добро, колку би чинело тоа? Колку мислам од прилика? Па во зависност од болницата, помеѓу 10 и 30.000 лири. Не грижете се за мене. Не сакам. И вас не ве сакам. Џон, внимавај малку. Покажи почит. Но таа мене не ме сака. Затоа вака прави. Ајде, престани да плачеш. Избриши ги солзите, врати се. Веднаш дојдете тука. Не плачи, мама. Се ќе биде во ред. Дај Боже, сина, се разбира, ќе помине.